Под мотото "Не чекај, превенирај", заедничка борба за женско и машко здравје. Во четвртокот вечерта во Кочани се одржа едукативна граѓанска трибина за подигање на јавната свест за навремена контрола и заштита од специфичните заболувања кај жените и мажите. На трибината, што ја организираше Општинската организација на СДСМ од Кочани, зборуваа заменик министерката за здравство Маја Манолева, поранешниот министер за здравство Венко Филипче, како и лекарите специјалисти Ана Данева Маркова и Диме Коцев. Нивни заеднички заклучок беше дека навремените и стручни прегледи се клучни во борбата за подобро машко и женско здравје. Здравјето е една од најважните работи во нашите животи и представува основа на сите аспекти од нашиот живот и затоа треба да биде и наша одговорност да ја подигнеме свеста, но и грижата за машкото и за женското здравје. Нашата обврска е да ги подобриме условите за здравствена грижа, да ја ставиме во преден план пред се важноста на она што значат редовни прегледи и секако да го промовираме истовремено и здравиот животен стил. Само со поставување на вака високи стандарди за здравствена грижа и здравствени услуги можеме да ги надминеме предизвиците пред кои што сме сите заеднички поставени и ние како лекари и здравствени работници, но и вие од другата страна како пациенти. За предизвиците во справувањето со пандемијата од COVID-19, поранешниот министер за здравство Венко Филипче нагласи дека се стекнати нови искуства, поради што повика да се надминат политичките разлики во здравството и да се даде максимална грижа за граѓаните. Изгледа дека сите многу брзо забораваат колку се значајни здравствените работници. Го заборавија времето во кое што сите, и лекарите, и медицинските сестри, и целиот персонал кој што работи во здравствените установи беа херои. Херои на пандемијата кои спасува животи и помага безрезервно работејки и по повеќе од 24 часа. Работеа во своите институции, одеа во други институции, одеа во други градови и никој никогаш не кажа не. Во тоа време кога многу поразвиени земји беа на колена и нивните здравствени системи беа во колапс, ние не подклекнавме. Се боравме заедно и неуморно со она што го имавме на располагање во нашиот здравствен систем, но најважно од се останавме луѓе. Остававме професионалци, доследни на заклетвата, помагавме секому без исклучок. Денес нема пандемија на COVID, но владее пандемија на несигурност и грижа за иднината меѓу граѓаните. Тие бараат мир и стабилност и буквално молат за обединување околу заедничкиот интерес. Крајно време е овој крик да го слушнат сите политичари од сите политички партии, да се надминат суетите и заеднички да се донесат одлуките кои вечно ќе останат запаметени во историјата. Лекарите специјалисти на трибината говореа за најчестите и најспецифични гинеколошки и уролошки заболувања кај жените и мажите. Вакцинацијата за една таква важна патологија како што е карциномот на грлото на матката, еден од најчестите карциноми, или ако сакате во бројки, тоа е четврт карцином од сите карциноми кај жените, значи дека доколку опфатот со ова вакцинација не биде некаде во наредните години, да речеме во наредни 10 години околу 80%, значи дека бројката на карциноми на грло на матка може да биде намалена или сведена на минимум. Првата болест која што е број 1, тоа е ракот на простата. Не знам дали знаете, меѓутоа, кај машката популација карциномот на простата е убедливо водечки со 10% застапен од сите врсти на карциноми и е исто така водечки по број на морталитет, односно летално завршување на пациентот од оваа болест. Затоа многу е важно да зборуваме за неа и секогаш ние како уролози и на самите пациенти за време на прегледите или на овакви собири, многу ни е драго што може да кажеме и да ја подигнеме свеста и за луѓето свесни да знаат што значи грижата, посебно за оваа болест, која што е многу фатална доколку не се реагира на време, а може да се реагира. Главна порака од трибината што беше упатена до граѓаните е да се прават редовни и навремени медицински прегледи за да се спречат несакани последици што тешко можат да се лекуваат.
Во рамки на кампањата за подигање на јавната свест за контрола на здравјето, пред одржување на трибината во Кочани, граѓаните имаа можност да ги искористат бесплатните здравствени прегледи и консултации со медицински лица.